Ова видео е продолжеток на видеото со циклуси и сакам да ви ги покажам овие два клучни збора, break и continue. И сега за таа цел, ајде да кажем дека го имаме овој проблем што треба да го решиме. Треба да ги испечатиме целите броеви, почнувајќи од 1. Не знаеме колку се на број, значи печатиме се додека не најдеме 10 непарни броеви деливи со 7. Тоа се решава вака. Сега ова е бесконечен циклус и никогаш нема да прекине само од себе. Затоа треба да го користиме клучниот збор break. Значи имаме една променлива која ќе ни ги чува целите броеви. Ќе започнеме од 1 и ќе го печатиме тој цел број. И исто така сакам следите. За таа да има. Сега ќе ви покажам дека ова е бесконечен циклус и дека цело време ќе врти и ќе пишува единици. Да. Дури да ставам да ни се зголемува целиот број тука. Циклусот си е повторно бесконечен, бидејќи нема ништо што го ограничува. Сега оно што ни се бара во задачата е да најдеме 10 непарни броеви деливи со 7. Може да ставиме вака. Ако целиот број приделен со 7 има остаток 0, тоа значи дека броевите деливи со 7 треба да ги зголемиме. И сега тука, штом ги зголемуваме броевите, може да провериме дали се 10 на број. Значи уште еден if. Ако има 10 такви, тогаш break. И сега ќе ни ги испечати и ајде да видиме што се дешава. Ова треба да ни ги даде до 70. 69. Даде, бидејќи ќе влезе тука и нема да ни го испечати последниот. Што значи дека ајде ова ќе го ставам на крај. Нека испечати па нека го провери ова. И еве ни ги броевите до 70. Сега оно што се бара во задачата е бројот да е непарен. Значи треба да е вака. Тоа што го сака е и во исто време цел број модул 2 да е еднакво на 0, т.е. да не е еднакво на 0, за да не биде непарен. Сега ова ќе си функционира. И 14-ката ја имаме. Да, ама и да сега наоѓа повеќе бројки се додека не најде 10 деливи со 7 кои што се непарни. Ама сакав да ви покажем и continue како работи. Ајде ќе ставиме вамо без веза нешто throughout. Без услов, без ништо, само continue ќе ставам. Вака. Значи, која е поентата со continue? Штом дојде
до ова место, циклусот продолжува од почеток, значи се враќа тука. Вака иде, доаѓа до тука и се враќа тука. Прво да видиме дали ни функционира програмата. И еве ги сите. И на крај ни се испечети само тоа во main. Надвор од циклус. И тоа е поентата со continue и со break. Еве, ако ставам breakpoint, ќе може да видиме што се случува кога ќе дојде тука програмата. Ама ќе ви покажам од почеток. Еве. Значи си доаѓа овде, си прави проверката, ова не е нула, не е прекнува, го зголемува бројот и доаѓа до continue, што му вика врати се на почеток. Не ги извршува овие линии. Пап, и еве го, се врати на почеток, си проверува условот, си го печати бројот и така се додека не влезе ваму и да го прекине циклусот.